Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: во урбанистичките планови потребно е помалку бетон, а повеќе зеленило, велат еколозите. Со закон ќе се уредува поставувањето на урбана опрема кој ќе важи за целата територија на државата. Струшкиот градоначалник и денес на обвинителна клупа, 3 судски рочишта за незаконско поставување директори. Општина Дебарца објави јавен повик за пријавување на штети на земјоделските култури. Трамп сепак се предомисли за воведувањето царини, најави 90-дневна пауза. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови услови за слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во петок над северозападна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во западна, северозападна, централна и северна Европа ќе условува стабилно време со локална облачност. На Пиринејскиот полуостров, како и во источна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд. Во источните предели и понатаму температурите ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 23 степени. Во Македонија во петок посвежо утро со утрински температури кои што ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува умерен западен и југозападен ветер. Утринските температури ќе се движат во интервал од -3 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 20 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно, ветровито и свежо време со сончеви периоди. Во попладневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во недела и понеделник ќе преовладува умерено облачно и потопло време со сончеви периоди. Минималната температура од 1, односно 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16, односно до 15 степени Целзиусови. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Еколозите обвинуваат за претераната урбанизација на градот под заштита на УНЕСКО. Од општина Охрид велат Советот во својот мандат изгласал само 3 урбанистички планови, сите согласно законските прописи. Еколозите обвинуваат за неконтролирана урбанизација на градот Охрид. Велат со децении се врши бетонизација на секоја педа земја. Алармираат за неестетско градење со кое се нарушува автентичноста и во поглед на архитектурата на градбите, на улиците и визурата на целиот град под заштита на УНЕСКО. Според нив во урбанистичките планови е потребно помалку бетон, а повеќе зеленило. Се градат, пак ќе кажам, доста поради нехумано живење, зграда до зграда, десетина метра една од друга, без зелени површини, без качиња, дворно место за младите. Некаде, верувајте, скоро да нема пристап на соодветно возило, не дај Боже некој несреќа да се служи до некои населби кај што е претерана градбата со згради, па и индивидуални куќи. Од општина Охрид ги отфрлуваат обвинувањата, велат Советот во својот мандат изгласал само 3 урбанистички планови, и тоа сите во согласност со законските прописи. Сите одобренија издадени за градба се согласност изгласаните урбанистички планови, во согласност со законските решенија, во согласност со Завод заштита музеи, со сите оние релевантни институции кои што треба да поминат сите тие урбанистички планови, како животна средина, се одржале многу јавни расправи. Според научната фела во градот Охрид мора да има умерена градба, што е една од препораките на УНЕСКО. Градењето мора да биде планирано и регулирано на начин кој што ќе го зачува карактерот и уникатноста на градот, но и економскиот развој. Заменик председателот на владата и министерот за транспорт Александар Николовски, заедно со заменик министерката Калтрина Зеколи Шакири, денеска остварија работна средба со представници на ЗЕЛС. На средбата се разгледуваа можностите за воспоставување на законско доуредување на постапката за поставување на урбана опрема, односно можноста за изработка на нов правилник, со кој ќе се уредува постапката за поставување на урбаната опрема на ниво на целата држава. Имајќи предвид дека поставувањето на урбаната опрема со сегашните прописи не е унифицирана и секоја општина самостојно ја уредува оваа постапка, сега преку ново решение се очекува да се изготви единствена постапка за поставување на урбана опрема, која ќе важи на целата територија на државата. Владата и Министерството за транспорт гледа на општините како рамноправен партнер во креирање на законски решенија, посебно во делот на градењето и градежното земјиште. Ова е пример како полесно и во интерес на општеството ги решаваме сите предизвици кои се натовар на општините. Очекувам дека ќе најдеме заеднички интереси и ќе креираме постапки кои ќе бидат унифицирани за сите општини и на тој начин полесно да ја регулираме и оваа дејност, истакна вице-премиерот Николовски по средбата.
Струшкиот градоначалник и денес на обвинителна клупа. 3 судски рочишта за незаконско поставување директори. Дел од сведоците беа донесени со полициска асистенција. Во целиот судски процес најголем предизвик е физичкото обезбедување на сведоците. Во Струшкиот суд 3 судски рочишта против градоначалникот Рамиз Мерко за незаконско поставување директори на училишта. Дел од сведоците беа спроведени со полициска асистенција, но еден поради здравствени причини повторно не се појави. Судијата рече обезбедени се сите механизми и тој ќе биде донесен на следната расправа, а во јуни се очекува завршница. Во целиот судски процес најголем предизвик е физичкото обезбедување на сведоците. Ние сме дојдени до таа фаза од постапката кога веќе сме ја исцрпиле листа на докази. Уште овој само сведок ни остане. Јас веќе им најавив на странките дека на наредната расправа ќе се сослуша и овој сведок, и обвинетите, и предметот ќе биде завршен. Процесот на обезбедување на сведоците беше тежок, меѓутоа еве со вложување на поголеми напори, со координација на сите засегнати страни во постапката, вклучително и на полицијата, гледаме дека полека веќе доаѓаме до некоја завршница. Одбраната на директорката на училиштето во Велешта Екзона Шеј, која се товари за фалсификување на исправа, а била именувана без искуство од 5 години и не била од редот на вработените во школото, тврди дека таа нема вина. Се гони некој за фалсификување за облик од тоа кривично дело употреба на фалсификувана исправа, без да се утврди и да се даде доказ дека станува збор за фалсификувана исправа и без да се покрени било која поставка против тие што е фалсификувале исправата. Затоа, очигледно е дека тука нешто не е во ред, а ние тоа ќе го докажеме во текот на доказната постапка и сослушувањето на обвинетите. Против Струшкиот градоначалник Мерко има вкупно 9 обвиненија за несовесно работење во службата. Обвинителството го товари за незаконско назначување директори во 5 училишта. Обвинети се уште 3 вработени за несовесно работење и фалсификување исправи. Општина Дебрца објави јавен повик за пријавување на штети на земјоделските култури. Пријавувањето може да се изврши најдоцна до 30 април 2025 година. Општина Дебрца ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети на земјоделските култури предизвикани од атмосферската непогода пролетен мраз која зафати територијата на општината на ден 7 и 8 април 2025 година да ја пријават штетата на своите земјоделски култури до Комисијата за проценка на штети на општина Дебрца. Барањето за пријавување на штета на земјоделските култури може да се подигне во архивата на општина Дебрца или да се преземе од веб страната на debrca.gov.mk. Покрај барањето треба да се достави копија од лична карта со изјава за користење на личните податоци подпишана од барателот, доказ за основ на користење на земјиштето за насадите, копија од имотен лист или копија од договор за закуп, копија од трансакциона сметка. Бараната документација се доставува до архивата на општина Дебрца. Пријавувањето може да се изврши најдоцна до 30 април 2025 година. За сите дополнителни информации, граѓаните може да се обратат на телефонскиот број 046 286 855. Министерството за внатрешни работи поднело кривични пријави до основното јавно обвинителство Скопје за 43 лица поврзани со измами со брзи кредити. Незаконски прибавената имотна корист од сите вакви дејствија надминува 3 милиони денари. Основното јавно обвинителство Скопје денеска поведе постапка против 43 лица, меѓу кои едно службено лице од Фондот за здравствено осигурување, кои со различни дејствија на компјутерски измами, фалсификување исправи и злоупотреба на лични податоци учествувале во повеќекратни измами на граѓани со брзи кредити. Дел од осомничените, спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните, користеле туги лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера тие да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи на десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи, без знаење на оштетените, на нивно име земале кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно позајмените средства. Еден дел од осомничените лажирале податоци на невработени лица, прикажувајќи ги како вработени и кредитоспособни, па врз основа на тие податоци од кредитните друштва извлекувале пари кои потоа биле ненаплатливи.
Во тоа им помагал и осомничениот, службеното лице вработено во Фондот за здравствено осигурување, кој претходно им обезбедувал податоци преку својот компјутер од електронскиот систем на фондот. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку кредити од различни друштва во еден ден. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осомничените организатори на вакви измами. Незаконски прибавената имотна корист од сите вакви дејствија во вкупен обем надминува 3 милиони денари. Јавниот обвинител до судијата за претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје ќе достави предлог за определување мерка притвор за тројца од осомничените опфатени со наредбата за истрага, додека четвртиот веќе се наоѓал во притвор во постапка за друго кривично дело. Фестивалот Струшки вечери на поезијата во соработка со Europe House и со поддршка од делегацијата на Европската унија во Македонија распишаа конкурс за поетската награда Млада струга 2025 за најдобрата необјавена поетска збирка од млад автор-дебитант. Може да учествуваат автори на возраст од 18 до 30 години, државјани на Република Македонија. Еден автор може да учествува само со една необјавена поетска збирка. Конкурсот трае заклучно со 30 април 2025 година, до кога сите пријави и необјавени поетски збирки треба да пристигнат на поштенската адреса на Струшките вечери на поезијата, како и во електронска форма според условите. Добитникот на наградата ќе биде објавен на 10 јуни, а ќе добие плакета, паричен износ и објавување печатена публикација во рамките на изданијата на СВП. Добитникот на наградата ќе биде поканен да учествува на годинешното издание на Струшките вечери на поезијата во Струга, кон крајот на август, каде ќе му биде врачена наградата на манифестацијата Мостови, информираат од фестивалот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.